Додека сме во реал моќ, што викаат, во реалитетот на иницијативите, позитивностите и така натаму, со мене во студиото е мојот колега Борис Георгиевски, шефот на Дојче Веле на македонски јазик. Борис, добро утро. Добро утро. Може би требаше вчера да се видиме, ама и денеска не е доцнот и вчера стапи новата германска влада на функција. Да кажем, со нов канцелар. Германците се една чудна држава. Од 45-та година наваму ги броев, имаат цена се 9 канцелари. Да. Имаат еден кој што бил технички 9 дена, таму негдека во 70-те години. Меѓутоа, за колку се тоа, за некакви 70 плюс години, 75-6 години, имаат 9 канцелари. Да, традиција на долговечни канцелари. Ние од последните 30 години мислам дека имаме едно 12, кој ќе земеш технички, политички, вакви, такви, или овој сега ќе биде 12. Да. Не е важно. Што ни носи новата германска влада, Борис, и пред се и новиот германски канцелар? Па мислам дека прво за самата Германија ќе донесе една нова енергија која што и недостасуваше на земјата во последниве години, би рекол, еве нека бидат 5-6, затоа што Меркел и покрај тоа што и си замина како многу сакана, да не речам обажувана канцеларка, многу успешна политичарка, сепак неа и на нејзината влада како да им недостасуваше таа енергија за некои пошироки промени во некои клучни сектори кои што и требаат на Германија за да продолжи да се развива или можеби уште и повеќе да се развива. Пред се мислам на делот на дигитализацијата, каде што работите застанаа. И тоа е реално проблем за земја како Германија, која што сака да развива и IT сектори и Само да кажем на нашиве гледачи кои што можеби не знаат, бидејќи ти секако ја разбираш и живееш во Германија сите овие години. Јас сум имал прилика да изгубам сигнал во Германија. Сега слушав разни прилози по германските медиуми во кои ученици се жалат дека во урбани места, значи не говориме за планински села во Германија, инаку се е тоа урбанизирано и планинските села секако од сликовница, но не можат да следат онлайн настава бидејќи не им функционира интернетот. Да. И сега ние кои ќе чуеме во Македонија, малку шокантно морам да признам, делува дека во една Германија така масовно стои лошо на планот на дигитализација. Е шокантно, еве, јас конкретно личен пример ќе ти кажам. Значи јас имам стан во центарот на Келн и јас таму максимум интернет што можам да добијам тоа е 16 мегабајти у секунда. Значи тоа е. Значи немаш ни YouTube кој што треба асал да гледаш. Приклучоци што ги имаме овде, како се викаат, што се копаат под земја и што ти овозможува нели многу побрз и постабилен интернет, оптички кабли. Делови од Келн, на пример, ајде да не зборам сега за цела Германија, има делови каде што ги има, меѓутоа во големи делови на Келн, што е милионски град, голем град, нели меѓу 5 најголеми во Германија, нема оптички кабли. И тоа навистина се зема како голем проблем во владењето на Меркел, бидејќи сепак за 16 години дигитализацијата е одошла. Застаната е работата од многу различни причини. Од многу различни причини не може да се вината само на сојузната влада да се префрли. Имаме тука и покраински раководства, нели, и влади, и градски и така нато. Меѓутоа тоа сакам да го апострофирам како еден од проблемите или една од темите каде што таа работа застана. Оваа нова влада доаѓа со една нова енергија која што за сега е многу позитивна во делот на климата, климатските промени, заштитата на животната околина, нели? Меѓутоа се соочуваат и со многу проблеми, пред се мислам дека најакута на Украина. И можеби од тоа како ќе се развиваат состојбите таму во овој прв период од 3 до 6 месеци многу ќе зависи и успехот и политиките, фокусот на таа влада. Доколку треба да се изгуби целата енергија да се решаваат конфликти меѓу Украина и Русија, мислам дека тоа може да ја закочи, затоа што и енергетски ќе зависат многу работи. Целата модерна руско-европска политика во последните сигурно 5-6 и повеќе години се сведува на трговија помеѓу енергија и безбедност. Да бидејќи русите имаат енергија, Европа има безбедност за извоз и секогаш било тоа прашање границите на Русија во однос на тоа како ќе се тргува со енергијата. Германија е едно од најголемите светски економски сили, секако во Европа најголемата, која нема своји енергетски извори. Тоа е парадоксот на Германија, особено кога решија да престанат да произведуваат нуклеарна енергија. Сега владата на Шулц доаѓа во еден прилично невралгичен момент. Бајден се обидува потврдо да заигра, иако гледаме дека во разговорите со Путин и тој варира во острината со која говори, но
сега се наоѓа на вистина германската влада во една необична позиција. Само да подсетам, едно од првите посети на дворешно политички што ги правят челниците на владата е посета на Полска покрај Франција традиционално. Варшава, денеска. Така, денеска се во Варшава, а Варшава е на самиот раб не само заради Калининград, туку и заради Белорусија. Како ќе се постави владата? Ќе биде има ли нов комплицирано, ќе биде некаков комплицирано. пристап? Социјалдемократите, значи од чија што партија доаѓа актуелниот канцелар Олаф Шолц, традиционално имаат некој поблак став, имале некој поблак став кон Русија, би рекол. И онаа политика претходно која што ја водеше Меркел, значи која што беше во најголем дел забележлива преку изградбата на Северен тек 2, нели? Новиот гасовод кој што поминува под Балтичкото море. Мислам дека сега може, во зависност од тоа како ќе се развива состојбата во Украина, може да дојде и до благи некои нијанси на недоразбирање во самата коалиција, затоа што зелените и либералите, двата помали коалицијски партнери, не се толку наклонети наклонети е тежок збор, се разбира, меѓутоа не се толку кон Русија наклонети и не мислам дека ќе сакаат да се толерира било каков нов испад на Путин во тој дел на безбедносната политика. А како ќе се постави Шолц, тоа е големо прашање, затоа што јас мислам дека сепак ќе мора во рамките на Европската унија да се барат заеднички став и Германија нема да отстапува од него. Велат дека Шолц ја добил поддршката па и на изборите помина како што помина затоа што личи на Меркел. Да. Тоа значи што? Личи само во политичкиот стил или и во политичките пораки, па дури и вредности што ги Во споделува? политичкиот стил, во смиреноста, во односот кон граѓаните, би рекол, мислам дека луѓето бараа наследник на Меркел на овие избори и си најдоа наследник на Меркел, кој што и долги години со неа многу успешно и соработуваше како вице-премиер, вице-канцелар и министер за финансии. И во тој дел мислам дека нема да имаме тука некои драматични поместувања. Германците сакаат предвидливост, стабилност. Стабилен, да, и мислам дека го избра вистинскиот човек во тој дел. Какви ќе бидат резултатите, секако ќе видиме. Второто следно прашање е Макрон. Франција, веројатно тоа сакаше да ме прашаш и не случајно првите средби се таму. Со Франција проблемот во наводници е друг. Франција бара еден поголема флексибилност во рамките на правилата на Европската унија, посебно во однос на парите на финансиите. Значи, укинување на онаа дефицитарна рамка од 3% колку што е нели во рамките на ЕУ. Затоа што реално и Макрон и Франција имаат проблем да ја финансираат државата или напредокот на државата во моментов, посебно во ерава на пандемијава на корона. И тука ќе биде клучно дали ќе се најде заеднички јазик да се релаксираат тие правила на Европската унија и да се троши повеќе, да се задолжува повеќе не само Франција, туку и другите земји на ЕУ. И проблемот ќе биде што Германија доби нов министер за финансии, Кристијан Линднер од либералите, кој што е доста Тој инаку една бизнис ориентирана партија. Тој е бизнис ориентиран, меѓутоа се залага за една фискална дисциплина во тој дел и не е голем пропонент на тоа релаксирање на заедничките политики во рамките на ЕУ и тука може исто така да дојде до некои проблеми во билатералните односи на моторот на Европа, нели како што се рекуваат. Добивме нова министерка за надворешни работи, која е председателката на Зелените. Ана Лена Бербок. Така, да. Ана Лена Бербок. Прва во историјата инаку жена така, министер за но и слушав неколку настапи. И морам да кажам дека не зрачи од неа една, како да кажам, едно искуство и една сталоженост која што не може би, туку сигурно Шолц ја рефлектира. Што може да очекуваме со такво раководење на Министерството за надворешни работи? Само да додадам дека ти вчера објави интервју со германската амбасадорка во Македонија, госпоđа Анке Холштейн, каде што таја практично најавува дека не треба да има очекувања за големи промени и дека Германија нема да прави замена на други форми на евроинтеграција осим вистинските за Македонија. За Германија и за оваа влада клучниот збор е континуитет и тоа го апострофираше и амбасадорката Холштейн вчера во разговорот, меѓутоа и во изјавите на новите министри, нели како се преземаат тие министерства, се даваат првичните изјави, се најавуваат контурите на тие нови политики, конкретно за Ана Лена Бербок. Незиниот приоритет, така и самата кажа вчера, ќе биде климатската политика.
без разлика што е министер за надворешни, договорот во рамките на новата сојузна влада во Германија е Министерството за надворешни работи да ги преземе најголемиот дел од активностите поврзани со заштитата на животната средина и климата во Европа и во светот. Така да Аналина Бербок фактички ќе представува Германија на сите тие конференции на кои што се расправа за климатите. Че зелената политика ќе биде во фокусот и мислам дека дел од тој фокус ќе префрлат и на Балканот, генерално на Западниот Балкан, нели во обити тука малку да ги подобрат нештата, затоа што реално состојбата тука е катастрофална, посебно со загадувањето од големите електрани и така натаму, без оглед на големата енергетска криза сега во моментов. Може ли да се очекува, те прашувам како добар познавач и на внатрешната, да кажем, како функционира германската држава, може ли да се очекува, бидејќи едно од забелешките што се однесува од аспект на Скопје е дека Ангела Меркел се разбира со големо почитување, стабилна политика и така натаму, со многу иницијативи за Балканот, некои од клучните се неизини и сето тоа, но без вистински завршен удар, да кажам, ако така можам да се изразам, во некаква пробивна форма за овие спорови што се одвиваат на Балкан, меѓу кои нашиот со Бугарија. Ќе има ли промени на тој план? Може да се очекува нешто така малку пожустра некаква политика или ке германците тоа е исклучено? Значи, ќе има промени во таа политика, какви ќе бидат е тешко да се каже во моментов, затоа што прво да видиме што ќе се случува со Берлинскиот процес. Тоа беше проект на Меркел кој започна во 2014. И јас до сега реално и немала новата германска министерка изјави на таа тема, меѓутоа еве денеска има вице-премиерот Димитров средба со неговата нова колешка во германското МНР, државната министерка Лирма. Тоа е инаку нејзината прва средба е со Димитров. Токму со Димитров и тоа е еден сигнал и кон регионот и посебно кон нас овде. И тоа е секако многу позитивна вест. Но да видиме, јас мислам дека зелените посебно и во нивната програма предизборна има најголем и како да кажам, најпозитивен дел во однос на Западниот Балкан и тоа се прелеа после на коалицијскиот договор на трите партии. Значи, поддршката, за прв пат е тоа многу јасно кажано и во коалицијски договор на триве германски партии, поддршката за Западен Балкан не само што останува, него впечатокот е дека ќе се зајакнува, посебно затоа што Бербок, односно зелените го преземаат МНР. Во коалицијскиот договор има и целеден пасус што се целеден пасус именно на тоа мислам. Значи, тоа е најјасен став до сега изразен во однос на Балканот и амбасадорката и во разговорот. Јас се сеќавате пред неколку месеци се појавија тие теории за алтернативни решенија, нели, и во германскиот печат и во западниот генерално дека ова вака више не бива со проширувањето и дека треба да се размислува за алтернативи. Официјалната германска политика де факто го отфрла тоа како тема воопшто, и не сака ни да дискутира за тоа што ја смета за нереална, односно останува полноправното членство на сите 6 земји од регионов како цел. Борис Георгиевски, шефот на Deutsche Welle на македонски јазик, благодарам многу за ова утринско брифирање, бидејќи мислам дека ќе имаме и други прилики, туку што започнува германска влада и ќе видиме како. Полека да им дадеме време малку. Така е. Благодарам за поканата. Да се залетат, сепак се малку непознати, особено за нашиве прилики, па затоа сакав малку да ги не се следи, меѓу другото и поради јазикот и така натаму. А и меѓу другото зашто Меркел беше 16 години, па израставме со неа, некои во пензија отидоа со. Благодарам уште еднаш.